Едни од оние кои сигурно најмногу се погодени од пандемијата со коронавирусот се музичарите, кои и тоа како останаа без финансии и заработка. Берово важи за град на големи талентирани музички имиња, познати во светот. Луѓето кои живеат овде се познати по големите веселби и музичкиот слух кои го поседуваат. Многу луѓе, посебно беровските роми, живеат токму од тоа, но коронавирусот највеќе удри по нив. Како што велат, ситуацијата е неповолна бидејќи сите концерти, настапи, веселби се откажани веќе подлог период, а нивната екзистенција е доведена во прашање. Што да кажам, брат, катастрофа. Ние инзистираме од музика, а сега во моментот ништо. Се гола вода, да се каже. Имате ли штета од короната ви? Имаме како не. Имаме свадби, пропуштени концерти, многу работа со музиката, меѓутоа сега ништо. Многу штета имаме, значи не само ние, туку во целата земја сите музичари имаат штета. Многу катастрофално е оваа година, посебно е како што велат дека и 2021, дури до 2022, не знам, не можам да замислам како ќе обстанеме ние музичарите. За се друго има решение, како е можно тоа, не знам, за музичарите никакво решение нема. Едни од најпогодените во градот се членовите на реномираниот дувачки оркестар Уска Кан, кој важи за еден од најдобрите оркестри во светот и покрај многуте први награди, освоени на фестивалите во Гуча и во Австралија и многу други, останаа без работа и основни средства за преживување. Велат никој досега не се сетил на нив да помогне, а штетите кои ги трпат се огромни. Проблемот за нас музичарите е голем. Значи, прво, знаете, со пандемијата веќе колку 7-8 месеца, ние не свириме, никаква помош нема од државата, без разлика што ние многу направивме исто за Македонија, со надпревари, со учество за Македонија, значи, што се вели до Австралија. За жал, немаме никакви средства од државата за тоа и тешко се ставањаме, значи, многу тешко. Тешко е, мора, кај нас сега што го има, те кој комби да збере, кој вишни нешто, не е тоа. Тоа, штетата е огромна, штетата е огромна. Нели, научили сме на нормален живот. Што велиме да имаме сега сме скратени, не е тоа. Концерти многу, значи работа многу, што ако беше во ред, нема да ни треба ништо. Ама некако се снаоѓаме, значи тешка работа. Значи, за жал, концерти имавме и не само концерти, нормално, и свадби. Свиреме се што е за убаво. Докажени, имаме настапи и за телевизија и за се, ама како да нема слух за нас. Гледам го, треба финансиски да не поддржуват, нешто да има за нас, за жал, дали трети и четврт степен мерки, ние не ги усетивме. Не ги усетивме, бидејќи не сме уопште добили од овие мерки, поготово маршимите, тоа зборам за сите музичари сега, што се тука и музиканти, не е важно. Значи, тоа е со некоја барем минимални средства да може државата да ни овозможи обстанок, додека трае оваа пандемија. Тотално слух нема опште за нас, за музичарите. Се работи, се е пуштено некако има за сите нешто работа, али за нас музичарите опште нема никаква работа. Па види што е најважно. Па би требало, како може сега, да речеме на една фирма 400-500 души работат, како се они заштитени, така треба и музичарите можат да работат. Ако треба да биде, ако треба и гости да бидат поканети 200 или 300, нека бидат на пола. Не мора, значи, со сите мерки заштитни, мислам дека тоа може да се тера работата така. За нас музичарите особено многу тешко, како да не постоиме. Беше добро порано, си свиревме, но сега тешко, многу тешко. Едноставно немаме никаква помош дадено ни од државата, ни од никого. Ние после тоа, после пандемијата, не можеме да се вработиме. Живееме во мало градче, во мало место, каде што и работата, да најдеш работа е многу тешко. И тешка ситуација со тоа. Се снаоѓаме некако, крпњапни, што велиме ние беровчани. Ние постоиме и нашата единствена работа е музицирањето. Ние зависиме од музиката,
уште како на мали години сум свикнат на музика и мојата работа е музиката. Немаме намера сега да се пуштат свадби, пример, и да свириме упа, ау. И ние се нервираме и рачунаме за здравето и на нас пред се, а и на другите. Се надевам дека во најкраток временски период ќе заврши ова зло, ќе заврши оваа пандемија и да можеме сите нормално да си го живееме животот, да можеме сите нормално да работиме. Инаку, многу лошо. Бурниот живот со настапите низ целиот свет со многу познати имиња на Демир Кантуровски, кој исто така е член на фамилиарниот оркестар Кантурови, се сведени на минимум. Тој е студент на Факултетот за музичка уметност. За неговата популарност сведочат големиот број награди и први места од многуте фестивали што не можеа да се соберат на една маса. Тој е исто така најдобриот светски трубач. Бевме во неговиот дом, каде го затекнавме во студиото, како работи на новиот албум кој наскоро треба да излезе. Во последниве 7-8 месеци немам настапувано, нажалост. Дури пред една недела имав настап во Белград, концерт. Со тоа што вториот искрено се одложи, не можевме да го држиме и за тие 7-8 месеци тука завршија моите настапи. И за оваа година воопшто. Така. Моите настапи тука завршија. Се надевам дека до година ќе имаме шанси пак да продолжиме. Со оглед на ситуацијата во која се наоѓаме музичарите моментално, искрено тешко се живее. И јас порано едноставно не сум навикнат на таков мирен живот. Ја живеам цело време бурно, патувам, имам настапи тука, надвор од државата, соработувам со многу луѓе познати од светски карактер и тотален шок доживувам во моментот. Значи, опасно е, не да е страшно опасно. Инаку јас сум студент на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Васо Ристов, инструмент труба. Покрај тоа работам со многу популарни имиња од џез сферата, народно, би можел да ги извојам исто како најдобра група, етногрупа Љубојна, најдобар џез музичар Владимир Четкар, познат. И ми е многу драго, но за жал со оглед на оваа ситуација сега не можеме да работиме. Имам многу соработки со странски пеачи, од кои можам да го издвојам и најмил ми е Божо Вречо, познат као човекот со ангелски глас. Со него имавме многу настапи, требаше да имаме настапи, за жал, заради ситуација во која се наоѓаме, се одложи. Поглед на ситуација во која се наоѓаме, ние со мојот бенд заедно работиме на албум, кој ќе има содржина од малишевски мелизми, облечени во ново руво, во некои џез етно аранжмани, етно џез. Се надевам дека ќе излезе што побрзо. Сега искрено не можеме финансиски да си дозволиме, пошто треба да оди на ремастер. Има еден куп работи што треба да се завршат, други инструменти, гости. И се надевам дека што побрзо ќе излезе. Веќе сме при крај, снимаме секој ден, по цел ден напорно работиме. Во овие 12 месеци, освен мојот ангажман во Белград со Божо Вречо, имам уште еден ангажман. Се спремаме за новогодишната емисија на серијата Преспав и тоа е тоа за таа година, мислам. Овие музички креативци се надеваат дека државата ќе им излезе во пресред и дека ситуацијата веќе од следната година би се вратила во нормала, за да можат да продолжат со она што највеќе го знаат, а тоа е музиката. Како музички амбасадори на Берово и Македонија, навистина им е потребна барем малку поддршка од локалната и централната власт, бидејќи тоа и го заслужуваат. Тие порачаат дека не бараат печалба среде кризата, туку основна екзистенција. Инаку, од пандемијата со коронавирусот загрозени се над 20.000 музички работници во државата.